Струмичката болница ќе го повлече инфектологот што го стапи на Штипскиот клинички центар, а во меѓувреме ќе бара и дополнителен кадар од околните градови со оглед на растечкиот број на пациенти со COVID-19 во Струмица. На инфективното веќе нема простор за сместување на лица со полесна клиничка COVID слика, заради што болницата адаптира дополнителен простор во новиот болнички крак. Како што подлече Гогов, ќе се бараат инфектолози од околните градови, оти во моментов на инфективно работат само двајца, заради што ќе биде повлечен и колегата од Штип. Потребите на инфективното одделение покрај специјалистите кои што работат, имаме тројца, едната колешка беше отстапена на Штип на клиничка болница. Од понеделник она доаѓа тука, почнува да работи тука заради зголемениот број на пациенти и ќе гледаме да обезведеме уште колеги да пристигнат на помош на специјалисти инфектолози, за да може да се покриваат сите амбулантски и болнички лекувања со одреден број на доктори кои што ќе помагаат на пациентите. Струмица станува жариште. За неполна недела забележени се 60 нови позитивни, не само во градот, туку и по струмичките села. Во моментот во овој регион здравствените власти имаат евидентирано над 100 активни случаи. Од таа причина ќе се опремува нов простор во болничкиот крак, се додека во Струмица не се подигне монтажната ковид болница, како што најави министерот Филипче. Мораме да отвориме простор, мораме да створиме услови за пациентите кои што треба да се лекуваат во болницата. Меѓутоа ковид центарот ќе биде покасно, ќе биде отворен, мислам така, во тие 16 општини кај што е предвидено да се отворат овој ковид центри, ќе биде покасно. Ние засега во Струмица имаме простор кај што ќе бидат сместени и ќе настојуваме да се створат нормални услови за да не ги шетаме пациентите и да ги оставаме така на. Освен во Струмица, сликата станува загрижувачка и во останатите градови од југоистокот, каде што секојдневно се зголемува бројката на ковид пациенти. Во Гевгелиева, Ландово и Радовиш во моментот се регистрирани 90 активни пациенти, претежно со полесна клиничка слика.